Благодарам, заменик председател. Добро што споменавте дека и министерот, и минатогодишниот заменик министер, и годинашниот заменик министер прифаќаат одредени амандмани и истите не ги реализираат. Не е еден, туку се многу, а меѓутоа едно треба да ни е јасно. Ставките кои што овде кога се расправавме за буџетот за 2012 година, проверете ги и ќе видите дека од буџетот предвидените ставки за водовод и канализации и од ставката на заеми кои што владата треба да ги овозможи, кои што ќе се финансираат со тие заеми водовод и канализации, и во проекцијата 2011, 2012, 2013 година проверете дали сите тие средства кои што ги предвиделе и истите ги реализирале. Ќе видите дека во буџетот стојат износи и во ставката од буџетот и во ставката од заеми. Ниту едното, ниту другото им е реализирано, иако даваат и подпрограми, каде што Европската инвестициона банка која што ги финансира овие проекти, воопшто парите не се наменети за она за што би требало да бидат наменети. Самиот министер Ставревски треба да одговара за сите тие работи, бидејќи тој е човекот кој што ги врши пренамените. Тој е човекот кој што од ставките на водовод и канализации ги зема парите, со кои што треба на граѓаните на Република Македонија да им се овозможат средства за здрава вода за пиење и да им се овозможи да живеат онаму каде што ќе има канализациони мрежи, за да нема септички јами мешани заедно со користениот водовод кој што самите го инвестирале. Затоа, почитувани колеги, треба да ни е јасно дека оваа влада за се ќе потроши. Ама за она за што ќе каже овде дека се потребни пари за граѓаните, нема да ги потроши, и она во Министерството за финансии што го кажав дека едно предвидуваат проекции, тие проекции не само што не ги извршуваат, него парите кои што се предвидени за овие намени за граѓаните ги користат за лажење, за крадење, но и тоа и за подмитување. Колега Рејхан, вие сигурно знаете што се случуваше за изборите 2013 година, локалните избори. Ја не знам градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, кој што од ВМРО од ДПМН, целокупниот жив свет од тој регион, ќе кажам сите знаат, зборувам жив свет, и врапците веќе знаат. Вие, господине заменик министер, од кај најдовте пари да носите со автобуси од Италија луѓе населени од тоа место, од општина Маврово и Ростуше, да ги донесете и на сите нив, како што ни самите кажуваат кај се видела оваква будала влада, да ни даде по 50 евра дневница, да ни овозможи со автобус да не пренесе во родниот крај да се ја видиме фамилијата, да ни овозможи свечен банкет, ручек и сето тоа да ни биде платено. Епа, толку кошта овој проект кој што го бараат жителите на Ростуше, колку што ги потрошивте кога ги носевте луѓето за да гласаат за овој градоначалник кој што го имаат денес. Разликата која што беше помеѓу сите тројца кандидати за градоначалници беше далеку помала и со овие гласачи. Меѓутоа, едно треба да им е јасно на граѓаните. Оваа влада парите ги троши. Ама кај ги троши, тоа треба да се смени власта како во центар, па да се види кај ги трошите. Сте го погледнале ли ревизорскиот извештај на приватни ревизори, кои што требало државна ревизија до сега да го констатира, бидејќи земаат плата исто од буџетот на Република Македонија. Меѓутоа тие тоа не го гледале. Тие гледале дека нешто е изградено, дека нешто е направено, а колку е платено никој не знае. И сега средства кои што минатата година некој удирал на маса и кажувал дека амандманот ви е прифатен, средствата се обезбедени,
работата ќе биде завршена во 2013. За да во 2013, гледајќи колегата Рејхан дека во Ростуше се уште нема почнато она што рече една машина да оди барем да работи, како што знаете и умеете пред избори да донесете машини, се што е машина ќе ја донесете кога ја ги ангажирана. После тоа ќе си заменат сите. И наместо да го направите тоа, вие годинашниот амандман да најдете образложение дека оваа година немаше доволни средства за да се заврши целиот проект, ќе биде прифатен амандманот, ќе биде реализиран бидејќи бил во 2013, но тоа останува за 2014. Да граѓаните на Ростуше знаат дека еве 2014 ќе им биде. Вие вака сега им кратите она што некој овде се удира во глава дека еве тендер ќе бил распишан. Па ако е распишан тендер, зошто вие тоа не го објаснивте од Министерството за финансии, тежината ќе биде поголема. Вас повторно ќе ве држиме за збор бидејќи вие сте рекле. А не да кажуваат некои кои што не ни биле во Ростуше. Арно, ама знаете само парите да ги трошите. И затоа, колега Рејхан, излегов овде, парите на граѓаните од Ростуше им е јасно каде си. Парите за 2013 што беа за водоводот да се направи, беа за подмитување и купување на гласовите за да повторно имаат нивни градоначалник. Арнома бил способен, неспособен, можел да направи нешто, вие споменавте со собствени средства од локалната самоуправа ќе се направи, не се голема сума 5 милиони денари, ама може би и со тие создале некаде обврски кои што во наредниот 4 годишен мандат треба да ги враќа. И сега, она што спомена заменик председателот, колегата Мисовски, зашто ние овде разговараме? Ние разговараме да ни прифатите амандмани, за да кажете дека еве власта има слух за опозицијата. Па тие се толку глупи, наредната година нема тие средства да ги потрошиме за тие намени, ќе заборават, бидејќи не сметаат маломнини, дека све заборавиле. Дори 24 декември сме го заборавиле. А зошто било 24 декември, еве сега се покажа. Затоа што не само што крадете од буџетот, лажете дека нешто правите за граѓаните на Република Македонија. 10 пати една сума и еден проект го наплаќате и го преплаќате. Затоа после ќе нема пари ни за она што сте го прифатиле како амандман, а Бога ми нема пари ни за она што се фалите дека влегло во проекциите на буџетот на Република Македонија. Овде некој треба пред пратениците, пред сите пратеници, позиција и опозиција да побарате ви од власта баре. Дајте ни ги сите оние пари да видиме каде годишно се финансирале и се инвестирале сите оние по 300, 320, 350, па дури по 400 милиони евра од буџетот на Република Македонија во капитални инвестиции. Да ги видиме кои се тие капитални инвестиции кои што ви од Министерството бездушно сте ги направиле. Ејќи ние кога ќе речеме дека во нашиот регион нема никакви капитални инвестиции, вие викате има. А што имало? Одржување и ставени мачкини очи по автопатот Тетово-Гостивар. А дупките зјаат на секоја страна. Срамота е од една влада која што троши 3 милиарди евра за 2 милиона луѓе кои што се водиме дека сме во Македонија, а не сме толку. Проверете колкав буџет и колку капитални инвестиции за споредба околните буџети се во околните држави околу Република Македонија. Проверете и ќе ви стане јасно. Во ниту една држава нема да само 10% од буџетот на Република Македонија се користат за капитални инвестиции. И со тоа ќе се фалиме дека имаме развој, имаме зголемување на бруто домашниот производ, имаме подобрување на животниот стандард и имаме влада која што населението ја сака. Срамота да еднаш прифатени амандмани, без договор со министерот, без договор во Министерството за финансии, кажете дека за наредната година нема да бидат прифатени. Благодарам. Благодарам.